Денеска православната црква ги празнува светиот свештеномаченик Василий, епископ Амасиски, и свети Стефан, епископ Пермски. Светиот свештеномаченик Василий, епископ Амасиски. Зетот на царот Константин, Ликиний, кој беше оженет со царевата сестра, се преправаше пред великиот цар дека е христијанин. Но кога царот му даде да управува со целиот исток, тој направо тајно, а потоа јавно почна да ги гони христијаните и да го утврдува идолопоклонството. За тоа време неговата жена многу тагуваше, но не можеше да го одврати мажот од нечестието. Кога се предаде на идолопоклонство, Ликиний се предаде себе си на сите страсти, а најмногу на прелюбништво. Заради нападот на оваа нечиста страст, тој посака да ја оскверни девицата Глафира, која што беше на служба кај царицата. Таа и се пожали на царицата и царицата тајно ја испрати во Никомидија во Понтиската област. Девицата Глафира стигна до градот Амасија, а таму ја примија срдечно епископот Василий и сите христијани. Беше радосна што најде прилика да си ја спаси девственоста и за ова и пишуваше на царицата. Царицата се радуваше и испраќаше пари за црковниот храм во Амасија. Но едно од овие писма од Глафира до царицата му падна во рацете на царскиот евнух и тој му го покажа на својот господар Ликиний. Кога царот дозна каде престојува Глафира, испрати да ја доведат во Никомидија, и неа и епископот. Во меѓувреме Глафира умре, а војниците го доведоа врзан само епископот Василий. Откако претрпе маки и затвор, овој блажен маж заврши под меч, а телото му го фрлија во морето во 322 година. По укажување на Божи ангел, неговите клирици го извлекоа од водата со помош на рибарски мрежи и го пренесоа во Амасија, каде што чесно го погребаа во храмот кој што го подигна самиот. Царот Константин крена војска против Ликиний, го победи, го фати и го испрати во робство во Галија, каде што заврши неговиот богоотпаднички живот. Да воскреснет Бог и расточат се врази Его, и да бежат од лица Его, ненавидящи Его. Пасха священая нам днес показася. Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных. Яко исчезает дим да исчезнут, и ако тает восак од лица огня, придите од видения жени благовестници и Сион урците, прими од нас радости благовещение.
krštenija, voskresenija Hristova. Krasuj sja, likuj i raduj sja, i Jerusalime, carja Hrista uzref iz groba, jako ženika proishodjašta. Tako da pogignut grešnici od lica Božja, a pravednici da vozveseljacija. Mironosici ženi utro globoku predstavša, ko grobu živodavca. Obrijetoša angela na kameni sedjašta, i to i proveštavim sice glagolaše. Što ištete živago s mrtvimi, što plačete netlena govotli, šeće propovedite učenikom Sejde njegože sotvori Gospod, vozradujem sja i vozveselim sja vonj. Pasha krasna ja, pasha Gospodnja pasha, pasha se česna ja nam vosija, pasha radostiju drug druga obimem, izbavljenje skorbi, i bo iz groba dnes, jako od čertoga vosijav Hristos, ženi radosti ispolni glagola, propovedite apostol. Sveti Stefan, episkop Permski. Po poteklo Rusin, od malečok predadен na molitva i na bogomislije. Kako momče otide vo Rostov i se zamonaši vo manastirot Sveti Grigorij Bogoslov. Кога дозна за пермската земја, целата обрасната во плевелот на незнабоштвото, посака да оди како мисионер во оваа земја. Та веднаш се вдаде во изучување на пермскиот јазик и кога го совлада состави азбука и ги преведе на тој јазик црковните книги. Со благослов на московскиот митрополит, тој како презвитер се упати на својот апостолски подвиг и во густиот мрак на пермското незнабоштво со огромна вревност почна да го проповеда Господовото Евангелие. Откако крсти неколкумина, се потруди да изгради во Перма храм на Светото Благовештение. Кога во Перма се умножи црквата Божја, Свети Стефан го посветија за нејзин епископ. Претрпе секаков труд, мака, злоба и понижување, но ја разгони темнината на пермските незнабожци и ги просветли со Христовата светлина. На старост уште еднаш отиде во Москва и таму се упокои во Господа во 1396 година. Te